овој крај забележано дека немало грчка богослужба во црквите, туку имало словенска, тоа е една карактеристика така уште од постаро време. Меѓутоа, главни пропаганди се бугарската и српската пропаганда кои што се јавуваат во втората половина на 19-тиот век. Се одразиле многу на животот во Галичник, бидејќи сепак тоа е една компактна средина каде што голем број од населението си роднини, меѓусебно има испреплетеност. И овие пропаганди појавуваат еден раздор меѓу населението. Бугарската пропаганда била многу посилна од српската. Тоа веројатно се должи на тоа што имаме поголем број на галичани печалбари во Бугарија, а се вршел притисок врз печалбарите своите деца ги праќаат во бугарска, односно српска школа во зависност од тоа каде се наоѓале, и на тоа што порано можела легално да отвори свое училиште во споредба со српската пропаганда, која што имала приватни, така наречени приватни училишта, меѓутоа првото легално училиште српско во Галичник е отворено 1898 година, што е подоцна од страна во споредба со бугарската пропаганда.